Благодарам, можеби со молитва успеав да постигнам да добијам збор од милостивиот председател на комисијава за, како кажа координаторот, за Западен Балкан. Јас ќе кажам за Дивиот Запад. Ова е буквално се, ова е Див Запад, колега Арбер Адеми, ништо друго. И ве молам, како председател на Комисија за европски прашања, немојте да читате од деловникот членови кои што се однесуваат на пленарна седница. Јас знам дека ви овде изигрувате голем председател и мислите дека сте небаре председател на собрание, ама не сте. Сте председател на една, како и останатите 20 собраниски комисии. Затоа овој деловник има една посебна глава, посебна подглава, која што се однесува за работа на собраниски комисии. Немојте да се повикувате на членови од деловник кои што се однесуваат на пленарна седница, немојте да воведувате нови правила во работата на оваа комисија. Оваа комисија работела и функционирала и без вас како председател и ќе функционира и после вас. Ќе останете запаметен како единствен кој што успел, односно се обидел на ваков дивјачки начин да воведува некаков си ред, односно неред, а целта е многу добро позната. Целта е како да се избегне она блокирање од наша страна на обидот за повторно по европски пат да се протне законот за Академија за суди и јавни обвинители, односно заглавен е чинам на Комисијата за политички систем. И мене не ме чуди тоа што колегата Арбер Адеми вака се однесува како председател на една многу битна комисија. Мене ме чуди тоа што во оваа комисија има членови и заменици кои што се правници, заедно со професорот по право Арбер Адеми. Колеги, или слободно скинете си ги вашите дипломи, или повикувам некоја соодветна институција, не знам дали има таква комора или било што, да ви ги отповика вашите дипломи. Ова што денес се обидувате да го правите е се само не по право, не по она за што имате дипломи. Засрамете се. Правници сте и вие, ова го поддржувате и на ова премолчувате. Ова е скандал, ова е преседан, ова е апсурд да се случува вакво нешто на Комисија за европски прашања во парламент за кој што недела и повеќе се расправа во Европскиот самит дали да се добие датум за отпочеток. За каков отпочеток на преговори да зборуваме, колега Арбер Адеми, кога вие овде се однесувате вака дивјачки? Вака ли ќе дерогирате закон кој што треба да биде изгласан со двотретинско мнозинство во овој парламент? Закон за суди и за јавни обвинители, за судска постапка го спуштате на ниво на закон за работни односи. Па како не ви е срам? Кај се вашите дипломи? Тука овде пред камера да си ги скинете сите вие правници на чело со овој председател кој што овде изигрува каубоец во оваа комисија, па не изфрлува надвор за да може член или заменик на комисија да повера процедурално. Како не ви е срам, колега Арбер Адеми? Во петок уредно е доставено до вас барање од пратени и од членови на оваа комисија, со кое што наитно бараме прва точка на првата свикана наредна седница на Комисија за европски прашања да биде она што се случува во Европа заради нас. Токму заради ваквите ваши однесувања ни се случува тоа што ни се случува. И токму заради вас нашите соседи вака ќе се однесуваат спрема нас. Токму заради тоа што сте вакви неевропски и дивјачки. Немам друг израз или епитет со кој што би го нарекла ова ваше однесување. Закон кој што треба да биде изгласан со двотретинска поддршка, вие да го дерогирате, да го спуштате на ниво на закон со европско знаме и по скратена постапка за со 2 дена да ви помине нешто со што сакате да си ги запечатите вашите слободи. Никогаш нема да бидете слободни со ваков начин на однесување. Никогаш, па макар биле и надвор од занданите. Вие цел живот ќе бидете заробени во ова ваше слугување кон она што значи криминал и корупција. Вие на овој начин ги штитите криминалот и корупцијата. Жал. Благодарам. Не знам кој пат што колегите од владеачкото мнозинство молчат на се во ова, што преку нив се во ова врви, а тие нималку за ова не знам дали се свесни или може би дел од нив се свесни. Повикувам дипломите да си ги искинете подхитно. Не ви важи ниту една диплома за дипломиран правник со ваков начин на дивење во оваа комисија. Засрамете се сите. Благодарам.